Почитувани, вие сте со телевизија Нова. Во наредните минути ќе разговараме со првиот човек на ЕЛЕМ, Христијан Мицковски. Со него ќе зборуваме за состојбите во енергетскиот сектор, за можната корекција на цената на струјата, како и за планираните проекти на компанијата. Добре дојдовте во телевизија Нова. Благодарам на поканата, добро ја најдов. Дали вашата компанија ЕЛЕМ веќе ги достави пресметките до регулаторната комисија за енергетика и дали може да очекуваме наскоро корекција на цената на струјата? Тоа е прашање што ги засега секако граѓаните. Да, тоа прашање е од огромно значење за граѓаните, нормално бидејќи го третира нивниот семеен буџет, се разбира. Нашата компанија Електрани на Македонија согласно законските и процедуралните норми до 15 мај, е врзана да ги достави пресметките до регулаторната комисија за енергетика. Тоа впрочем и ние го сторивме. Ги завршивме извештаите за тековното работење, но и она што се вели планирано работење за следниот регулиран период, а тоа е од 1 јули 2017 до 30 јуни 2018 година. Така што таа обврска како компанија ние ја завршивме. Она што е важно за граѓаните да се напомене е тоа дека ние во нашите пресметки, како што веќе низа наврати во изминатиот период кажувавме, не бараме зголемување на цената на електричната енергија како резултат на работењето на АД Електрани на Македонија. Понатаму оставаме на регулаторната комисија да нормално сите тие податоци кои што се до нив доставени да ги обработат и соодветно на нивната методологија да излезе со конечната пресметка за новата цена на електричната енергија во следниот регулиран период. Нормално откако ќе ги земат во предвид извештаите за тековното работење и работењето во следната регулирана година на останатите два енергетски чинители, а тоа се ЕВА на Македонија и МЕПСО. Така е, откако ќе ги разгледа регулаторната комисија, се очекува веќе негде крајот на јуни да излезе со официјалната одлука дали ќе прави корекција на цената на струјата, како што рековте, трите енергетски компании веќе ги доставија пресметките и таква е досега праксата. Ќе очекуваме дали граѓаните ќе може да здивнат и да остане она стара цена, односно да нема поскапување на струјата. Во меѓувреме, колку од производството на електрична енергија е од домашни извори? Повторно ќе кажам, она што е важно е дека од работењето на АД Електрани на Македонија ние нема да бараме зголемување на цената на електричната енергија која што ќе ја плаќаат граѓаните, како што впрочем тоа го кажавме изминатиот период во неколку наврати. Сега да се вратам на вашето прашање, што се однесува до процентот на произведена електрична енергија во производните капацитети на АД Електрани на Македонија и она што се вели увоз, односно енергија која што е обезбедена од увоз за потребите на потрошувачите на регулираниот пазар, а тоа се граѓаните и индустријата, можам да кажам дека односот е некаде 95% со 5%. 95% е енергија која што е произведена во производните капацитети на АД Електрани Македонија, а 5% е енергија која што ја обезбедивме од увоз и на тој начин го заокруживме 100% потрошувачкото портфолио на сите оние потрошувачи кои што се на регулираниот сегмент од пазар. Увозот се должи претежно на студената зима, епски студената зима, ворените услови, зголемената потрошувачка на граѓаните и на индустријата кои што се на регулираниот пазар. Нормално, сето тоа резултираше со интервентен увоз, односно увоз кој што се изврши според правилата одобрени од регулаторната комисија во месец јануари. Понатаму во месец март и април исто така увезовме одредени количини на електрична енергија, но тие количини електрична енергија ги увезовме по претходно дефиниран план, бидејќи во тој период ние знаеме дека цената на електричната енергија на регионалните берзи е многу ниска, односно е пониска од нашата производна маргина и во услови кога имаме екстремно мали дотеци на вода во нашите хидроакумулации, одлучивме и тие мали дотеци да ги зачуваме и да увеземе енергија по изворено поволни услови, што на нас ни значеше подобрување на ликвидноста на самата компанија и подобри финансиски резултати за тој период. Ако се збогатило вашето портфолио, дали тоа значи дека во наредниот период може да се здивне од увоз? Имавме интервентен поради студената зима, како што рековте, ниските температури и сепак беше земјава принудена да го направи и тој увоз, но може ли да очекуваме дека во наредниот период нема да бидеме принудени на такво нешто? Од аспект на производство на електрична енергија можам да кажам дека првите 4 месеци кумулативно јануари, април месец оваа година производните капацитети на АД Електрани на Македонија имаат испорачено некаде за 4,5% повеќе
електрична енергија визави она што беше планирано со енергетскиот биланс. И ако на тоа се додаде онаа енергија која што е увезена, можеме да кажеме дека близу 10% е зголемена побарувачката на електрична енергија на регулираниот сегмент од пазарот визави она што беше предвидено со енергетскиот биланс. Сето тоа влијаеше позитивно, нели, на финансиските перформанси на компанијата. Од тие причини можам да кажам не само финансиските, туку и производните перформанси на самата компанија се одлични. Периодот кој што следува, поготово летните месеци, тоа се месеците јули и август, компанијата ќе има изворена можност, бидејќи цената на берзите е поволна, односно е повисока од регулираната, да произведе компанијата одредени вишоци, бидејќи производните капацитети се во одлична кондиција, зборам термо производните капацитети, бидејќи хидро се уште се соочуваат со намалени дотеци и не би препорачал да се трошат за енергија која што би се продавала на слободниот сегмент од пазарот, но секако енергијата која што ќе се произведува во термокапацитетите може да се понуди и во овој момент може да се продаде по цена која што ќе биде изворена поволна за самата компанија, ќе додаде вредност на финалниот производ и уште дополнително ќе ги подобри и техничките, но и економските перформанси на самата компанија и ликвидноста на самата компанија. Така да можам да кажам дека месеците јули и август треба да продаваат енергија од електрани на Македонија, а понатаму во периодот кој што доаѓа есента па и зимата, повторно доколку се укаже можност и да набави ефтина енергија, односно енергија која што е потребна за задоволување на потребите на клиентите на регулираниот сегмент од пазарот. Неодамна јавноста можеше одблиску да ги види започнатите проекти на електрани на Македонија, а како се одвиваат тие на подрачјето низ целата земја. Направивте обиколка и со новинарските екипи од сите медиуми во земјава. Може ли да зборуваме малку за оние инвестиции кои што се во тек? Знаеме дека паркот Богданци е во солидна состојба, дали Елем планира и натаму да инвестира во обновливи извори на енергија? Да, генерално пред АД електрани на Македонија престои период кој што ќе изобилува со теренска активност од аспект на инвестициите кои што беа во изминатиот период подготвени, обезбедено беше финансирањето, но поради актуелната политичка состојба во државата невозможно беше нивно теренско имплементирање. Еден од таков проект е и ветерниот парк Богданци. Резултатите кои што овој проект ги испорачува во портфолиото производно, но и финансиско на самата компанија се изворени. Тоа не мотивираше да предеме и во втората фаза на негова реализација. Тоа значи дополнителни 6 ветерници или дополнителни 13 мегавати или инвестиција од прилика околу 21-22 милиони евра, пари обезбедени за реализација на овој проект, така што во периодот кој што следи може комплетно да се реализира овој проект до самиот крај, односно вкупно да има некаде околу 50 на мегавати инсталиран капацитет, колку што впрочем беше и замислен на почетокот кога почна да се реализира овој проект. Потоа тука следи процесот на ревитализација и модернизација трета фаза на големите хидроелектрани, исто така подготвен проект од аспект на технички и административни процедури, обезбедено финансирање, може да се продолжи со негова имплементација. Понатаму еден исклучително значаен развоен проект, тоа е набавка на нова механизациона опрема за РЕК Битола. Проектот е исто така подготвен административно и технички. Во моментот трае процедурите согласно закон, а тоа значи барање согласности од Советот за јавни набавки. Откако Советот за јавни набавки ќе даде позитивно мислење, позитивна согласност, тогаш АД електрани на Македонија може да го објави јавниот повик за набавка на нова механизациона опрема. Тендер проект вреден некаде околу 50 на милиони евра. Проект кој што значајно ќе намали специфичната производна цена на електричната енергија во РЕК Битола, бидејќи ќе нема потреба од ангажирање на аутсорсинг компании, комплетно технолошкиот процес ќе биде заокружен со сопствена механизација, така да производот кој што АД електрани на Македонија што ќе го произведува во иднина ќе биде значајно конкурентен на пазарот и ќе може да имаме поголема додадена вредност, односно поголеми приходи за инвестирање во нови развојни проекти. И така натаму има уште неколку развојни проекти кои што ги подготвивме и до фаза на реализација ги изработивме, така да во периодот кој што следи АД електрани на Македонија може истите да ги операционализира. Тука е новата гасна когенеративна постројка во клинички центар, прв таков проект кој што
е на ниво на Македонија. Потоа имаме проект ревитализација и модернизација на две мали хидроелектрани, тоа се Глажња и Липково во Липковскиот крај. Потоа тука го имаме проектот за модернизација на термоелектраната Осломеј, исто така проект кој што е во подмината фаза, проект кој што ги доби сите неопходни административни дозволи од надлежните органи. Потоа тука е новото рудно наоѓалиште во Источна Македонија помеѓу Пехчево и Делчево, каде што откривме огромни количини на квалитетен јаглен, проект потенцијален за изградба на нова термоцентрала со инсталирана моќност од прилика до 200 мегавати, која што би била оперативна за период од 30 па и повеќе години. Така да имаме голем број на проекти кои што се операционализирани и проекти кои што чекаат реализација во периодот кој што следи. Ги споменавте тие што се во тек, ајде да откриеме детали до каде е проектот за изградба на топлификација Битола. Топлификација Битола е исто така еден исклучително значаен проект за АД Електрани на Македонија. За прв пат топлината која што отпадната топлина која што се произведува во технолошкиот процес на производство на електрична енергија во рек Битола ќе се користи за затоплување на централно затоплување на граѓаните во Пелагонискиот регион, бидејќи тоа не е наменет само за градот Битола, туку и за соседните општини Новац и Могила, но исто така голем дел од таа топлина може понатаму да се искористи за затоплување на пластеници, односно за земјоделски потребите на земјоделците. Проектот е во фаза кога е завршено комплетно проектирањето, ревизијата на проектот е завршена, обезбедени се дозволите за градба за примарната и терцијалната мрежа, за да биде појасно, примарната подразбира изградба на топловодот од рек Битола до градот Битола, терцијалната мрежа е онаа мрежа која што доаѓа до самите граѓани, секундарната која што ги поврзува примарната и терцијалната е во фаза на обезбедување одобрение за градба, но тоа не значи дека не може да се почне со реализација на овој проект. Ако ме прашате зашто за секундарната нема се уште одобрение за градба, затоа што кога ние аплициравме да го добиеме тоа одобрение за градба, тога се случија одредени измени во законот кога централното подрачје на градот Битола се прогласи за споменик на културата. И веќе во таков случај надлежностите за издавање на одобрение за градба од општината преоѓаат во повисокиот орган, а тоа е Министерството за транспорт и врски. Значи градбата од втора преоѓа во прва категорија и во тој случај надлежно е Министерството за транспорт и врски. Ние повторно таму ги репредадовме барањата за одобрение за градба, но поради ситуацијата која што е актуелна, тој стои, но тоа не ја намалува можноста за отпочнување на реализација на примарниот и на терцијалниот дел од топловодот. Парите се обезбедени, финансиерот е обезбеден, консултантот во процесот е обезбеден, тоа е реномирана австрийска компанија која што ќе биде консултант во процесот, ангажирана од страна на финансиерот. Очекувам дека до крајот на мај месец ќе го објавиме тендерот, односно јавниот повик за предквалификација во овој процес, така што во периодот кој што следи очекувам сериозна динамика на активностите на терен. Проектот од огромно значење и ќе има сериозно влијание во заштита на животната средина, бидејќи ќе се намали емисијата на штетни частички од дрвата кои што ги користат граѓаните за топлување на своите домови. Ја споменавте заштитата на животната средина, токму поради оваа, како што рекоа, група граѓани, здружение формирано од група граѓани, недоволна заштита на животната средина. Вчера беше поднесена и кривична пријава и против вас како прв човек на Елем, иако станува збор за нешто што се случило во 2010 година, кога вие не бевте начело на компанијата. Зашто станува збор? Дали ова политички мотивиран потек? Како го толкувате? Да, Билена, вчера се случи нешто што за сите е многу чудно, од проста причина што е опфатен период од 2010 наваму и сите си го поставуваме прашањето зашто периодот од 2010, зашто не е, да речеме, опфатен периодот од почетоците на функционирање на овој комбинат. Може би подносителите треба да дадат одговор на тоа прашање, не би сакал сега да предпоставувам. Но исто така постои уште една небулоза одека, а тоа е кривичната пријава понесена против мене за нешто за кое што јас воопшто не сум бил актуелен во тој период. Моето именување се случи од септември месец 2016 година.
Но она што е поважно е дека нема како да го отфрлам фактот дека станува збор за политички монтиран случај, хајка против мене, во отсуство на други реални аргументи да дебатираме за она што се вели подобар живот за граѓаните, да ја подобриме енергетската состојба во државата со идеи, проекти што може АД Елем да ги реализира. Одредена група на луѓе применуваат вакви неконвенционални методи со клевети, со неаргументирани кривични пријави, но да оставиме основното јавно обвинителство да си ја заврши својата работа, по они нека кажат дали е таа основана или неоснована. Јас можам само да заклучам дека станува збор за груп атак и обид за нарушување на мојот личен интегритет и авторитет и како професионалец, универзитетски професор, но и како човек. Луѓето што ме познаваат знаат дека ова е само еден таков обид, ништо повеќе. Да оставиме органите во основното јавно обвинителство да си ја завршат својата работа, да констатираат дали има случај или нема, па понатаму ќе реагираме соодветно на постапките кои што ќе следат. Како што рековте, вие сте од 2016 есента прв човек на електрани на Македонија, ги продолживте, но и започнавте ред на проекти. Според салдото кое што го има компанијата, забележана е регистрирана 13 милиони евра консолидирана добивка во моментов. Во каква кондиција е Елем? Да, 2016 година АД Електрани на Македонија ја заврши со нешто повеќе од 13 милиони евра нето добивка после оданочување. Во тој стил продолжуваме и оваа година. Првите 4 месеци бележиме изворено добри финансиски резултати. Токму тие резултати нас не мотивираат да ние не побараме зголемување на цената на електричната енергија за потрошувачите на регулираниот пазар, односно граѓаните. Знаете, на почетокот на годината имаше голем број скептици и негативни мотиватори, ја што би рекол, кога му предвидуваат црни сценарија на АД Елем. Од типот дека енергетски крах ќе доживееме, дека готово нема веќе производство на електрична енергија, немаме јаглен, па после нешто друго, тоа се кулминираше со оваа кривична пријава што е понесена против мене. Но тоа само нас не мотивираше моите колеги во АД Електрани на Македонија да работиме уште понапорно, да дадеме уште поголема енергија во нашето работење, да ги пребродиме и да ги премостиме сите овие предизвици кои што беа, морам да кажам, од природа која што не можеме да ја предвидиме, тоа се временските услови. Во услови кога голем број од нашите соседи ги затворија границите, ние останавме со отворени граници, дозволивме транзит на енергија, дозволивме износ на енергија од Република Македонија. Луѓето во рудниците работеа во епски сложени услови, морам да признам, на минус 30, копа јаглен, вака да се изразиме народски. Мотивирани беа, не можам да ви од овој момент да ви илустрирам колку, бидејќи често јас бев меѓу нив во тој период, и секако они успеа да додадат дополнителна енергија, последниот атом енергија за да ја пребродиме таа криза и да ги, како да кажам, разубедиме сите ние негатори на работењето на АД Елем. Одреден период мируваа, ги немаше, не беа актуелни, бидејќи нема што да кажат, што да измислат, и еве сега повторно се случува оваа небулозна кривична пријава за нешто за што воопшто јас како човек не сум бил актуелен. Но ќе кажам уште еднашка, тоа само не мотивира повеќе да работиме, да постигнуваме подобри резултати на крајот од денот, бидејќи АД Елем е компанија со 5000 вработени, компанија која постигнува изворени резултати, 5000 мотивирани вработени, и тоа е компанија една од главните столбови на Република Македонија. Од тие причини можам само да кажам и да го уверам дека така ќе продолжиме и во периодот кој што следува. Да, ги споминавме и проектите кои што се реализираат во моментов. Дел од нив чекаат и завршница. Еден долг најавуван и очекуван проект е проектот Чебрен и Галиште. Дали конечно имаме инвеститор и докаде е овој проект? Проектот Чебрен и Галиште генерално се води преку владата на Република Македонија. Одговорен орган за имплементација на овој проект е Министерството за животна средина, но секако неизбежна алка во сето ова и АД Елем, бидејќи хидроцентралата Тиквеш е последната алка од каскадата на река Црна, така наречената Чебрен, Галиште, Тиквеш. Самиот процес ние го поделивме во 3 фази. Првата фаза беше процес кога на сите заинтересирани компании ние им рековме: еве,
се она што е до сега го имаме како податок, а кој што се однесува на овој проект, од аспект на истражни работи, проекти, идејни проекти, технички решенија, хидрологи, буквално се ви ставаме на располагање. Потегот на опфат кој што треба да го зафаќа овој проект е од ова до оваа кота. Ве молиме, понудете техничко решение кое што вие го замислувате дека е економски исплатливо за да вложите во него. Околу 13 или 15, не ме фаќате за збор, компании доставија такви технички решенија. Потоа следеше втората фаза, фазата кога се вклучи АДЛМ. АДЛМ распиша јавен повик да избере консултант, топ светска реномирана куќа која што овие пристигнати решенија ќе ги евалуира, ќе направи одреден due diligence на тие и ќе рече: еве луѓе, ова е она кое што е најдобро за вас како компанија, но и за вас како држава, а од друга страна би било исплатливо да инвестира некој. Во овој момент ние избравме на таква реномирана германска компанија, нормално економски оператор кој што даде најповолни услови на тој јавен надпревар. И сега тој процес трае на анализа. Очекувам некаде таму крајот на јуни, почетокот на јули да заврши целосно, иако имаме некои вака првични сознанија, да не ги зборуваме вака неофицијално, но сепак решението конвергира да биде поволно за сите овие три страни, и за државата, и за ЕЛЕМ, но и за потенцијалниот инвеститор. И понатаму, последната фаза, од кога ќе биде завршена втората фаза, односно овој due diligence, тогаш следи трета фаза, кога тоа решение кое што ќе ни биде сугерирано од страна на консултантот, ние ќе го понудиме на јавен надпревар, односно владата на Република Македонија ќе го понуди на јавен надпревар. И тогаш ќе бидат поканети сите оние компании кои што пројавиле некаков интерес од првата фаза до тој момент, но и ќе се обидеме да привлечеме и други потенцијални заинтересирани инвеститори. Мицковски, за нашата јавност во детали ги објаснивме сите енергетски проекти. Како што рековте и вие, Македонија изминатиот период беше соочена со големи предизвици. Можеби ќе зборувавме многу повеќе и за енергетика и економија, доколку не и се случеше на земјава длабоката политичка криза која трае изминативе речиси 3 години. Колкав данок плаќа македонската економија од политичките турбуленции кои ни се случуваат на политичката сцена? Да, зборувавме доста за електроенергетските, јас би рекол, проекти од аспект на производниот процес и обезбедувањето на електрична енергија за потрошувачите. Се разбира, тука сигурно имаат што да кажат и останатите чинители. Дел од проектите јас сум запознан, дел не сум, но сигурно имаат и они што да додадат, така да изворено добар инвестициски период е позади нас, но и пред нас за електроенергетиката, така да можеме да кажеме дека следува процес кога електроенергетиката ќе биде можеби локомотива на развојот на државата. За жал, ќе се случеше можеби порано да не беше оваа наметната политичка криза која што изминатиот период ја зафати нашата држава. На вашето прашање дали има ефекти негативни, да, мојот одговор е секако и недвосмислено, да, има негативни ефекти. Но доколку вие ги погледате перформансите на македонската економија, ќе видите дека станува збор за здраво ткиво, бидејќи и во вакви услови на политичка криза, можам да кажам, огромни притисоци и неповолни за случувањата во нашата држава, сепак ние како држава успеавме да обезбедиме солиден економски раст, кој што е секако конкурентен во регионот. Минатата година рекорден број на странски инвестиции, намалување на невработеноста, отпочнати проекти, 3 автопатишта се градат, голем број регионални и локални патишта се градат или се реконструираат. Ги споменавме проектите од енергетиката. Така да и покрај сите овие предизвици кои што изминатиот период негативно влијаа на перформансите на македонската економија, можеме да заклучиме дека таа е со здрав темел, бидејќи и покрај се тоа генерираше позитивен раст и одредени перформанси на самата економија значат додадена вредност за самото општество. Се разбира, доколку не беше оваа политичка криза наметната и доколку ова не ни се случуваше, сигурно резултатите можеби ќе беа и двојно подобри, ќе имавме повеќе странски инвестиции, ќе го намалевме уште за некој процент бројот на невработените, ќе изградевме уште некоја улица, некој патче, ќе направевме можеби повеќе канализациона мрежа,
Ќе направивме можеби поголем број проекти во електроенергетиката, во енергетиката во целост. Така што можам да кажам и покрај тоа што имаме изворено поволни економски резултати и покрај наметнатата политичка криза и фактот дека сепак здрав е темелот на македонската економија, сепак можевме уште повеќе да дадеме уште некој процент во квалитетот на животот на нашите граѓани. Вие сте член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, партијата која што бара предремени парламентарни избори заедно со локалните. Можевме да слушнеме изјавата на лидерот Груевски кој што вели дека со локалните на 15 октомври треба да се одржат и предремени парламентарни избори. Денеска шефот на државата Ѓорги Иванов му го даде мандатот на Зоран Заев. Каква разврска и каков развој на настаните очекувате на политичката сцена? Да, ова прашање може би ќе биде како продолжување на претходното прашање. Изминативе 2,5-3 години сериозна политичка криза се случуваше во државата. Сериозен притисок врз јасно изразената волја на граѓаните и на изборите во 2014-та, но и во изборите, предвремените парламентарни избори во 2016 година. Јасен притисок да се формира ново парламентарно мнозинство. Во овој момент имаме декларирано ново парламентарно мнозинство. Еве, како што и самата кажавте, Билјана денеска претседателот на државата го додели мандатот на предлог за мандатарот, тоа ново декларирано парламентарно мнозинство. Да оставиме сега тоа ново декларирано парламентарно мнозинство да ги отпочне тие преговори за составување на новиот владин кабинет, да ги видиме кадровските решенија, да ги видиме политиките кои што ќе ги имплементира во периодот кој што следува. Но јас сум искрено сериозен скептик и сериозно уплашен дека ние нема да имаме додадена вредност. Напротив, ќе имаме назадување на многу процеси и ретроградно ќе се делува. Ова можам да го кажам авансно, што би рекле ние, бидејќи некако детално ја прочитав онаа програма за работа на владата 2017-2020, која што ова ново парламентарно мнозинство беше промовирана пред некоја недела. И навистина тука не можам да најдам проекти развојни кои што ќе значат подобар живот на нашите граѓани. И тоа можам да го елаборирам и компарирам, но се разбира доколку би имал соговорници од спротивната страна од тоа ново декларирано парламентарно мнозинство. Ако политички дискутираме за ова што ни се случува, можам да кажам дека имавме насилен избор на председател на собрание, надвор од сите правила, надвор од деловникот, надвор од законите, впрочем и надвор од уставот. Еве тоа кулминира со добивање на мандат денеска. Овој мој скептицизам мора да резултира со предвремени парламентарни избори. Најдобро би било што порано тоа подобро. Ќе се согласи ли СДСМ заедно со локалните да има и предремени парламентарни? Па, видете, треба човек и да е реален и не треба да е многу аналитичен, да ги погледа анкетите и да свати дека тие во овој момент на СДСМ не му идат во прилог. Бевме сведоци на таква анкета од реномираниот ИРИ пред некој ден, кога малтене поддршката е речиси двојно поголема кај ВМРО ДПМН визави СДСМ. И од таа појдовна точка не очекувам дека СДСМ би се сложил на такви предвремени парламентарни избори, но ние како одговорна политичка партија мораме да се грижиме за интересите на граѓаните на оваа држава. Ние цениме дека интересот на граѓаните на оваа држава е да се стави крај и да имаат стабилна влада со стабилни развојни проекти. Вистинска реформска влада, не декларативна реформска влада. Реформска влада со реформски проекти. За тоа да се случи, нас не се неопходни предвремени парламентарни избори. Може би како термин за тие избори би бил добар да биде 15 октомври. Може би некој друг датум пред или после тоа, но што побрзо, тоа подобро. Бидејќи, ќе повторам уште еднашка, врз основа на она што имав можност да го слушам периодот, како политики кои што планираат да ги имплементираат и политики од аспект на образование, здравство, економија, за енергетиката малку зборува сем дека често се применуваше частицата ке без дефинирана методологија. Не гледам дека навистина ни следи реформски ориентирана влада и реформски проекти кои што ќе значат подобар живот за граѓаните. Затоа што е можно побрзо да имаме
предпарламентарни избори, каде што јасно ќе биде институционализирана волјата на граѓаните, мнозинската волја на граѓаните, македонци, но и сите оние кои што се дел од оваа држава, албанци, срби, турци, роми, власи и така натаму, кои што ќе имаат мнозински репрезент во таа влада и која што влада дефинитивно ќе има слобода да се размавне, да вистина понуди развојни проекти кои што би значиле дополнителна вредност и додадена вредност во квалитетот на живот на нашите сограѓани. Ви благодарам што бевте дел од програмата на телевизија Нова и што ни го дадовте ова интервју за нашиот медиум. Ви благодарам на поканата. Почитувани, имавте можност да го слушнете разговорот со генералниот директор на ЕЛЕМ, Христијан Мицковски, кој секако најголем дел од интервјуто зборуваше за состојбите во електроенергетскиот сектор, но зборувавме и за движењата на вкупната економија, како и за актуелните политички случувања. Останете и натаму со телевизија Нова.